Започнува со работа новата фабрика во технолошко-индустриската зона Алинци во Прилеп. Станува збор за фабриката Injection Molding Прилеп, фирма керка на германската компанија Акомпласт. Камен темелникот беше поставен минатата година, а според проценките на претходната влада, инвестициските вложувања во фабриката ќе надминат неколку милиони евра и компанијата ќе креира нови 150 работни места. Станува збор за реномирана германска компанија, специјализиран производител за пластично моделирање на делови за автомобилската индустрија, единствена фабрика од ваков вид на Западен Балкан, со примена на напредна врвна иновативна технологија, која за прв пат ќе се применува во Македонија. Тука се произведуваат делови изработени од пластика и метал за нашата мајка компанија Акомпласт и за нашата сестра компанија HPQ, сите производи наменети за автомобилска индустрија. Во производство имаме 7 машини за вприскано лиење на пластика и уште доволно простор кој ќе заполни дел по дел. Производството во Македонија ќе биде наменето за европскиот пазар, а пред се за големите автомобилски гиганти како BMW, Daimler, Audi, Volkswagen, Jaguar и Bentley. Поради овие специјализирани потреби, поголем број на вработени лица од Македонија веќе се пуштени на тренинг во германскиот главен центар на компанијата. Германија е најголемиот трговски партнер на Македонија со години, истакна председателот на Стопанската комора во Германија Патрик Мартенс. Mazedonien ist darüber hinaus eines der ganz wenigen Länder, die einen Handelsüberschuss mit Deutschland haben. Македонија е една од ретките земји со трговски суфицит со Германија. Односот е 2:1. Минатата година обемот на трговија меѓу Македонија и Германија изнесуваше скоро 2,8 милиарди евра. Стока во вредност од 2,1 милиарди евра биле извезени од Македонија во Германија, а стока од вредност од 750 милиони евра е увезена од Германија до Македонија. Бројот на германските инвеститори значително се зголеми во последниве години. Бројни германски компании го нашле својот пат во Македонија. Повеќе од 200 компании со германски капитал има во моментот во Македонија, а повеќе од 15.000 вработени во Македонија. На отворањето на фабриката присуствуваше и вице-премиерот Кочо Ањушев, кој рече дека македонската влада и понатаму ќе биде посветена на привлекување на странски инвеститори и ќе биде нивниот најдобар партнер. Македонската влада и понатаму ќе биде посветена на привлекување на странски инвеститори, ќе биде нивниот најдобар партнер. Ние пред неколку дена ја номиниравме програмата за поддршка на македонската економија, каде што ние сите инвеститори во Македонија ги викаме македонски, без разлика дали тие имаат странско државјанство. Тие се наши и ние ќе си ги чувствуваме како македонски. Така да, практично во таа програма сакам да кажам дека и компанијата Акомпласт ќе може во својата втора фаза, како што сум ја запознаен дека тие имаат и втора фаза во нивната инвестиција, да се приклучи кон новата програма која што е за економски развој, и јас правев една компаративна анализа колку тие биле поддржани во овој момент, а колку би биле поддржани со новата програма, и бројките се за нив, би кажало, храбрувачки. Тие уште и повеќе ќе бидат поддржани заради тоа што таму има критериуми, а они ги задоволуваат критериумите како добра компанија. Ова е трета инвестиција во индустриската зона во Прилеп. Таму веќе функционира Гентерм, која треба да вработи 2000 вработени, а во градба е фабриката на германската ВИК, која ќе донесе нови 1000 вработувања. Сите три инвестиции би требало да донесат 3300 вработувања за Прилеп и соседните општини.